Добро вечер, почитувани. Термин за или против на Алфа ви благодарам за вниманието. Во вечерашното издание отвараме теми за македонската полиција, за границите, шверцот, за полициското образование, за јавниот ред и мир во Македонија, како и за Safe City. Во студиото мој гостин, мој соговорник е поранешен началник на граничната полиција, виш инспектор и инспектор во МВР, човек кој целиот свој работен век го посветил на служба на државата. Му велам добро вечер на Миле Пешовски. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам јас што поканивте. Ми причинува задоволство што имам прилика дека можам да кажам како помина мојот работен век и се надевам дека ќе допринесам нешто што ќе користи за понатаму за развојот на полицијата и воопшто за постигнување на поголема безбедност во нашата држава. Пешовски, вие повеќе од 30 години работевте во Министерството за внатрешни работи. На кои се позиции ја градевте вашата кариера? Па јас би почнал од почетокот, што е многу важно, од основата на моето прво почнување во Министерството за внатрешни работи, би рекол од почнувањето на школувањето во Средното училиште за внатрешни работи Елисе Поповски Марко Скопје, кој за жал сега не постои. Меѓутоа, според мене е едно од најдобрите училишта за кадри, за производство, да кажеме, на кадри кои што понатаму се развива во службата и покажа дека училиштето е навистина било добро организирано, добро планирано и кадровски и материјално-технички. И навистина со посебен воски се сеќавам на ученичките денови, кога се школувавме и имавме навистина врвни професори кои што несебично се залагаа да ни го пренесат нивното искуство, нивното знаење. Исто така беа опремени многу добри кабинети по одредени предмети кои што се изучуваа, кои што понатаму во полицијата беа основата за работење и извршување на задачите, како што се одредени стручни предмети, кривичното право, кривичната постапка, криминалистичката техника, методика, тактика во работењето, правилата на однесување во службата и така натаму. Кабинети кои што беа опремени со одредени технички средства, кои што навистина беа помагала, кои што ни олеснуваа полесно да ги совладаме темите кои што беа планирани во програмата. Така, кариерата ја започнавте како полициски службеник? Да, по завршување на Средното училиште за внатрешни работи почнавме, значи, од основата. Така беше во тоа време и така треба да оди. Значи, почнуваме од работното место приправник за полицаец. И потоа, кога ќе заврши приправничкиот стаж, се полага испит и понатаму се продолжува како полицаец. Бидејќи јас бев избран по завршување на Средното училиште, на крајот од мојата генерација бев избран од еден од најдобрите ученици во група. Бевме 5 колеги избрани за најдобри во генерацијата и ни овозможија да потоа продолжиме да студираме на факултетот за безбедност, каде што продолжив, го заврши првиот степен на факултетот за безбедност и потоа повторно се вратив во полициските станици во Скопје, почнувајќи од водно за обезбедување на објекти и личности, па оперативните станици Кисела вода, Беко, Чаир, Битпазар и така натаму, со цел да се стекне со одредено работно искуство, оперативно, така наречено оперативно работно искуство, за да можеш понатаму да напредуваш во кариерата. И ако си завршил факултет, тоа не значи дека имаш доволно познавање во работата и така натаму, особено кога станува прашање да се добие некое раководно работно место. Сте биле и началник на полицијата за гранични работи. Тој период колку време работевте како началник и како стигнавте до таа позиција? Па, доста долг период помина за да се стигне до таа позиција. Значи, сега не сеќам точно, али сигурно над 15 години, можда и повеќе. Се развива кариерата, значи работев како полицаец, па потоа
напредував по скалилата кои што беа предвидени во станиците, па потоа дојдов во Министерството за внатрешни работи како инспектор за обезбедување на државната граница. Тоа се викаше во тоа време длабинско обезбедување на државната граница, бидејќи линиското обезбедување го вршеше тогашната Југословенска народна армија, бидејќи се уште беше поранешната заедница Југославија. И по исполнувањето на одредени услови како инспектор, бев му напреден во виши инспектор, па во главен инспектор и потоа станав начелник. Долго време ги извршив работите и како начелник, бидејќи работното место начелник не беше пополнето, а јас ги извршив тие задачи, па потоа откако видоа по високите старешини дека ги поседувам потребните квалитети за да можам да раководам со тие единици, ме унапредија за начелник, а потоа дојде еден период на турбуленции, кога дојде плурализмот во нашата држава и почна рокадите. Значи, менувавме позиции. Така, имате искуство на повеќе позиции. Да, и на меѓутоа, повеќе ќе ве навратам на веќе напоменавте дека имате завршено факултет за безбедност. Да. Што значеше во тоа време да завршите факултет за безбедност? Какво реноме уживаше факултетот? Бидејќи го имаме и денеска факултетот за безбедност во Идризава. Факултетот за безбедност имаше многу големо реноме, многу значаено и многу беше ценет факултет. Морам да напоменам тоа дека факултетот за безбедност беше единствен во Југославија на времето, а можеби да не претерам, меѓутоа мислам меѓу 3 или 5 факултети во Европа од таков вид. Факултетот исто така имаше многу добра организација, многу добри еминентни професори кои што предаваа на универзитети на подрачјето на цела Југославија, а и на еминентни универзитети во Европа. Програмата која што се реализираше на факултетот, полагањето на испитите, беа навистина, како сега што зборуваме според мерит системот. Или знаеш, ќе положиш, си научил, или нема полагање. Имаше многу професори, јас би се подсетил на некој од нив кој кажува, кој ќе дојдеше времето да полагаме испити, вика, данас ќе бити пуно нокаута. Со тоа сакаше да ни каже дека многу студенти нема да положат, ќе паднат и така натаму, затоа што имавме професори од подрачјето на цела Југославија, а и студенти доаѓа од целата поранешна држава. И исто така и вишите школи кои што беа во Загреб и во Белград, луѓето кои што завршуваа таму, после продолжуваа студии во нашиот факултет во Скопје. Така да мислам дека излегува прекрасни генерации кои што понатаму во Министерството за внатрешни работи беа носители на сите активности, а денеска од тие генерации имаме и голем број еминентни професори кои што магистрираат, докторираат, се одадоа на науката и денеска работат на пренесување на нивното искуство, знаење на помладите генерации, што е и сосема добро и така треба да тече понатаму. Да, пред повеќе од 2 децении беше укинато средно полициско образование. Од септември МВР реши да го врати. На почетокот ќе има примање на студенти кои што првите 2 години завршиле гимназиско, па сега ќе одат, дур нели не се формира оној стартен број. Дали ова е добра мерка враќање на средно полициско образование? Па јас вака би рекол. Кога ние како генерации што го завршивме средното училиште, слушнавме дека се укинува. Верувам дека не постои ни еден мој колега кој што тоа го прифатил со голема тага и разочарување. Затоа што ние таму пораснавме, таму се оформивме, таму станавме личности, таму не воспитува да бидеме честни, професионални, како да се однесуваме, да работиме, да помагаме на граѓаните, да бидеме сервис на граѓаните, на вистина. И јас би искористил прилика на вистина да заблагодарам на таква установа која што ни изгради во прави честни работници. Јас во една прилика на еден професор кој го сретнав ме праша: Миле, како е сега на работа? Јас му реков вака малку иронично: професоре, па не воспитавте добро. А вика: зошто? Затоа што не воспитавте да бидеме многу честни, вредни и професионални, меѓутоа во општеството се
се соочивме со многу големи потешкоти и противречности од тоа што бевме воспитувани. Така, обуката од 9 до 12 месеци не е доволна за да се оформи еден полициски службеник или потоа ќе му треба многу подолго време за да се стекне со искуство и знаење во текот на работното? Па јас лично сметам дека е краток период за да еден полициски службеник биде подготвен на вистина да извршува така сложени задачи кои што на вистина. Зошто викам сложени? Затоа што работата на полицијата задира во најосетливите основни права и слободи на граѓаните. И тука мораме да бидеме строго професионални и да постапуваме согласно пропишаните норми и правилата во службата со цел да не ги прекршиме правата и слободите. Ние сме создадени, значи, како една служба да ги штити основните права и слободи на граѓаните, а не да ги крши. Значи, отворањето на училиштето мене ме радува и мислам дека на вистина со тек на еден период ќе се почувствува тоа, само ако тие кадри што ќе завршат бидат правилно насочувани. Така, или задржани во Министерството за внатрешни работи. И сега актуелниот министер Тошковски најави дека најдобрите ученици, без разлика, нели, може ќе биде голем интересот, па многу ќе се запишат, меѓутоа најдобрите кадри ќе се задржуваат во Министерството за внатрешни работи. Дали тоа беше пракса во минатото и треба да се остане на таа заложба, да најдобрите ученици се задржат во МВР? Па во минатото беше сите што завршуваат средното училиште со сигурност останува во Министерството за внатрешни работи, исто така и во почетокот и од факултетот што беа, затоа што и понатаму мислам дека во службата треба така и да се планираат кадрите. Треба да се направи добро планирање, па потоа да се видат колкав број и какви профили на кадри ни требаат и такви да се школуваат и во средното училиште и на факултетот. И потоа истите да бидат задржани, и тоа е многу добро да бидат задржани, за да ги користиме, не да одат на друго место, а и да не зборуваме и надвор, веќе подготвени профили на кадри, а државата толку вложила во нив. Тоа е штета и мислам дека е многу позитивно да истите бидат пренасочени во службата. Во Министерството за внатрешни работи има многу служби кај што може да ги извршуваат задачите и затоа ќе бидат школувани. Така, ќе се навратиме сега на времето додека бевте началник на гранична полиција. Кажете ми, во тој период, особено сега актуелна е темата со заплена на 40 тони марихуана во Македонија по акцијата спроведена и запленетите 5 тона во Србија. Дали се сеќавате на некоја поголема акција во ваше време или пак нешто во количина голема што го имате запленато додека бевте началник на... Па видете, ние во минатото сме работеле и сме откривале дрога во содейство со линиските служби во Министерството за внатрешни работи. Ова прашање повеќе и попрецизни одговори може да дадат, значи, секторот за недозволена трговија и шверц со дроги, бидејќи таму има линиски инспектори кои што цел живот го работат тоа, се специализирани, биле на обуки, водат прецизна евиденција, значи колку, кога, каде, како, на кој начин се откриени дроги. Јас не се сеќавам дека е откриена ваква количина, меѓутоа се откривале и во минатото, и тоа различити и марихуана, и хероин, и кокаин, и хашиш. Веројатно и оружје. Да, и секако и оружје, и други недозволени материјали, средства кои што, нели, се што е со закон пропишано дека е недозволено, се смета за шверц. Така. Сега оваа истрага за марихуаната од запленетите според последните информации над 40 тони дрога во Македонија. Вчера имаме двајца уапсени. Имаме ги државна соработка меѓу Македонија и Србија, бидејќи станува збор за поврзани действија од Македонија во Србија и истрагата, нели, е меѓународна, односно помеѓу двете држави. На што алудира почетните информации што ги знаеме од истражните действија? Да, Македонија има подпишано протоколи за соработка на, нели, и повеќе државни органи, меѓу кои Министерство за внатрешни работи и со соседните земји и со други земји во Европа и пошироко. И секако дека во рамките на
таа соработка се разменуваат податоци и така натаму, па и кога се работи за недозволената трговија, посебно со дрога и други опасни субстанции, действија, средства, имаме и посебно одделение Интерпол, кое што соработува со Интерпол во Европа и на тој начин се заеднички се настапува при сузбивањето на криминалитетот. Меѓутоа, во овој конкретен случај не би сакал да коментираме, би сакал да оставиме на надлежните служби кои што веќе работат и да си ја завршат својата работа. Не би било добро да преюдицираме сега, да даваме некакви оценки за тоа како, што се случило, да правиме квалификации непотребно и така натаму. Така, колку е лесно да се открие шверц на македонска граница, а колку во странство? Бидејќи вие имате искуство, сте биле на повеќе обуки, размена на искуства со колеги од странство, од европски држави и прекуокеански држави. Па видете, може да се каже дека некојаш е многу тешко, а некојаш и многу лесно. Некојаш може да се открие и случајно. Може би линиските служби имале одредени податоци и ги следеле. Меѓутоа, ние како полицајци при гранична контрола, во соработка со царинската служба, и морам да напоменам, во минатото имавме многу тесна, блиска соработка со царинската служба во поглед на превземањето на сите службени действија за спречување на сите недозволени активности на границата, на граничните премини. И при тоа, некојаш, како што реков, може лесно да се открие, некојаш тешко. Но за да се откријат одредени количини, треба навистина да службите, линиските служби и подрачните служби, тие што се на терен, треба да соработуваат. Мораат да ги разменуваат информациите, да ги следат. Понекогаш се случува и при такви случаеви кога има за да може да се открие крајната дестинација, нели? Што ќе се случи, каде ќе заврши? Може и не треба да се прекине каналот. Па треба полицијата да го пропушти тоа возило и така натаму, за да се дојде до крајниот доставувач, за да може да се екипира целата работа и да потоа многу полесно се расвети целиот случај. Да се откријат сите сторители, не само тој доставувачот. Значи, соработката сепак останува најбитна помеѓу полициските службеници. Многу е важно, затоа што и во царинската служба имаат исто така посебни одделенија или сектор кој што работи токму на оваа проблематика. А на колку ситуации се сеќавате на операции кои пропаднале поради некои кртови кои што издали информации на криминални банди, на шверцери и така натаму? Се случува ли често тоа во полицијата? Изминатиот период имавме дури уапсени двајца виши инспектори кои соработувале со групата, криминалната група од Грчец, кои што завршија со кривична пријава. Дали додека вие бевте на функција имаше такви ситуации? Да, секако. Имало такви случаеви. Тоа оперативните служби, значи сепак би рекол повторно линиските служби кои што посебно секторот за недозволена трговија со дрога, тие имаат оперативни мрежи, соработници, ги следат состојбите и многу има случаеви кога и наши колеги биле инволвирани и се откриени и процесуирани во понатамошна постапка, поднесени пријави и така натаму, тоа е сосема јасно. Така, сега ќе ве навратам мато да ни раскажете за ваши случувања на додека сте биле на обука во Холандија, на границата на САД со Мексико. Веќе ми напоменавте некои интересни случувања, па еве од границава да започнеме САД Мексико. Како откривте шверц на кокаин? Па тогаш бевме на посета во Соединетите Американски држави за размена на искуство со царинската служба во Америка. Бидејќи во Соединетите Американски држави методологијата на работа на граничните премини е сосема поинаква, не е како кај нас. Таму царинската служба ги има сите властувања. Таму полицијата не презема мерки на граничните премини. Тие вршат длабинското и линиското обезбедување на границата го вршат преку патролни служби и така натаму. А
контролата на патните исправи го вршат работници од имиграционото биро кое што спаја под Министерството за правда. Сега ние бевме во посета на повеќе премини таму, бевме прво на аеродромот Џон Кенеди неколку дена, па потоа бевме на воздушен граничен премин, па на железнички граничен премин, па бевме на патнички граничен премин, па на водени гранични премини, меѓу кои и на најголемиот граничен премин Сани Сиро се вика, каде што навистина е интересно да се види, тоа е постојано колони возила. Во тоа време имаше некаде 24 ленти во еден правец и се градеа уште десетина ленти. Така да мексиканците се многу интересни таму како ја поминуваат границата. Во смисол на тоа во голема бројка се, постојано ги има и мене ми остави впечаток дека имаат многу пренесуваат дрога. И во тоа работење, таму се работи на принципот примарна и секундарна контрола. Во примарната контрола, значи се движат работници на царинската служба во цивилна облека, помеѓу колоните, помеѓу возилата, ги следат, додека поминуваат, а се е дигитализирано и додека се проверуваат документите преку компјутерскиот систем, ги следат психолошки, значи какви се возилата, какви се патниците, дали реагираат, дали се нервозни и така. И не вклучија и нас во таа работа. И одејки забележавме едно возило, гледаме дека е тазе фарбано. И веднаш, значи прва индиција која што кажува дека нешто се случува тука. И поминувајќи покрај него, го чукаме од едната, од другата страна, значи гледаме дека звукот се менува. И потоа го гледаме возачот по неговото однесување, гледаме дека е нервозен, почнува да се поти, бидејќи приметува дека ние веќе чукаме по возилото. И му кажавме на колегите таму да извршат секундарна контрола. Таа е, кој ќе кажат секундарна контрола, значи се оди на детална контрола. Возилото се расклопува, ако треба се вадат и вратите, се сече возилото, ако треба и така надам, се додека детално не се утврди дали постои нешто. И тоа возило што ние го посочивме, најдоа околу 70 кила кокаин, и беше многу интересен случај, постоја не прашува, значи како го откривме тоа и кажавме дека на начинот како што го опишав. И со тоа можам да кажам дека ние имаме добро обучени луѓе, добро ја познаваат својата работа. И други наши колеги кои што беа на обука во Соединетите Американски држави, други единици на полиција, исто покажаа дека се врвни професионалци. Како што беа и од специјалната единица, од посебните единици, од многу наши единици. Значи, навистина покажа дека се спремни, дека меѓутоа кај нас после дојде еден период плурализмот кога почна многу да се менуваат кадрите, да споменам дека причина за тоа е партократијата. Ние многу се зборува за тоа и тоа е вистина така, затоа што партиите за да се ја остварат својата цел не размислува за интересите на државата, него декларативно само кажува пред граѓаните дека ќе направат тоа, ќе направат тоа, меѓутоа службата полека пропаѓаше и како доаѓа на власт, така ги менува од почетокот до врвот, од најниското до највисокото работно место. И на тој начин почна да се руши самиот систем на работа. Така да тој сега многу тешко се исправа. Но се надевам дека еве со воведување на дигитализацијата, еве што кажуваме Safe City и така натаму, многу работи се сменат и веќе се менуваат, нели? Сега имаме народен правобранител, имаме омбудсман, имаме начини како да пријавуваме кај Државната комисија за спречување на корупција. Имаме регулаторна комисија, нели? Така, има повеќе институции. Повеќе институции кај што може да се пријавуваат било какви настани, било какви недозволени действија и сепак мислам дека работите одат позитивно и
ќе се менуваат. Така, ајде, Во ќе ве поздравуваат. навратам само уште на сведочењето, случувањето што сте ги имале во Холандија, и да завршиме тука со шверцот и марихуаната. Во Холандија е дозволено, меѓутоа и таму строго се контролира подземјето, бидејќи таму има нели недозволени активности, дејанија, да И кажем. вака можам да ви кажам, во Холандија бевме по една друга програма за обука. И интересно, тоа беше темата полицијата и граѓаните. Тоа беше темата. Ќе отвориме и таа обука. тема, да. За жал, морам да кажам ние дека во минатото имавме многу близок однос и многу добра методологија на работа преку позорната патролната служба која што постојано беше на терен, преку позорни и патролни реони и имаше комуникација со граѓаните. Меѓутоа, за жал, после распадот на Југославија и освободувањето на Македонија, пак ќе кажам, партократијата се го направи своето и се напушти тој систем на работа, се прифатија некои други модели на работа. И полицијата сега полека со тек на време ги губеше контактите со граѓаните. Ниту граѓаните ги познаваа полицајците, ниту пак полицајците познаваат некога. А порано сите на позорниот терен кај што работевме, сите се знаевме меѓу себе. И сите знаевме што се случува на позорниот терен. Кој краде, кој пие, кој се тепа, кој се буквално полицајецот знаеш. Го викаа на родендени, на прослави, на така да беше во текстот се што се случува. И затоа многу лесно се открива одредени настани кој ќе се случи некој кривично дело или сторител по начинот на сторување. Веднаш се претпоставуваше кој може да биде можниот извршител. И по тој основ, сакајќи да ја вратиме, значи тој начин на работа, имаше, и со соработка со ОПСЕ, значи Организацијата за европска безбедност и соработка, беа организирани многу предавања. Тоа беше голем проект, па потоа се вклучија и од Соединетите американски држави предавачи и се работеше многу на тој проект. И после тој теоретски дел, да кажеме, бевме во Холандија на една практична обука, значи да видиме како тоа се спроведува. Но таму посебно интересно ми остана тоа што кога отидовме, разговарајќи со начелник во Ротердам, начелник на полицијата, во еден слободен диалог, тој ни кажува, па ние 76-та година, вика, го копиравме вашиот систем на работа, затоа што вие имавте многу добар систем, а вие сега дојдовте кај нас на обука, вика, јас, вика, не ве разбирам зошто го напуштивте вашиот систем на работа. И така, едноставно, не знаев што да му одговорам. Но на вистина тие имаат добар систем на работа и контактите, блискоста на полицијата со граѓаните толку детално ја разработуваат да имаат полицајци пешаци, имаат полицајци на ролшули, имаат полицајци на велосипеди, имаат полицајци, значи буквално секаде на теренот, на подрачјето. И тие се во постојана комуникација со граѓаните. Значи ги знаат сите проблеми на граѓаните. Граѓаните имаат доверба во полицијата затоа што на вистина со нивното однесување покажуваат дека тие се тука со нив и дека работат за општата безбедност во државата и дека во секое време се тука за да им помогнат ако треба. Така, на гранична полиција, друг предизвик е имиграцијата, особено илегалната миграција. Македонија, вие веќе напоменавте, имате искуство, сте биле на границата САД со Мексико, таму мигрираат дневно многу повеќе илјади луѓе од Мексико кон Америка, односно кон САД. Ние бевме транзит држава, особено бранот од истокот 2015-2016 година. Дали тогаш полицијата соодветно, граничната полиција, соодветно одговори на предизвикот кој што ни беше поставен? Односно, ни бевме користени како транзит за да се стигне до западноевропските држави? Па имаше периоди кога имаше големи бранови, значи на илегалната миграција. Имаше многу луѓе кои што работат на илегалната миграција, но мораме да кажеме и дека голема бројка спречивме, големи бројки се откриени и поднесени се пријави
Имаме соработка со сите земји, значи кај што имавме протоколи за соработка и така натаму. И точно е тоа. Факт е дека Македонија е транзитна земја. Мигрантите кои што доаѓаат во Македонија најголемиот дел, според моја проценка во досегашното искуство, доаѓаат од економски причини. Значи, но не значи тоа дека нема во тие такви групации, дека нема и инфилтрирано и други категории, криминални структури и така натаму. И затоа треба многу внимателно да се работи и во соработка со меѓународните организации, бидејќи овој проблем не е само во Македонија, ова е меѓународен проблем. Гледаме дека сите мигранти кои што доаѓаат тука не сакаат да се задржуваат во Македонија. Тие сакаат да транзитираат или одат за Грција или нагоре према Србија го бараат патот и сите досега што сме ги фаќале, што се работени, значи од нашите линијски служби кажуваат дека сакаат да транзитираат. Така, тука ќе направиме Но мораме да продолжиме и понатаму да работиме, нели? Тоа е многу важно прашање. Не може да се дозволи така да се движат луѓе, бидејќи гледаме дека во праксата се покажуваат и многу немили настани. Има илегалци кои што настрадале во превозни средства, ги затвориле, ги заборавиле. Повеќе собрекања незгоди имаш. Во многу земји гледаме дека одат со пловни објекти, па ќе фати невреме, или се претовариле повеќе, па настрадале, си удавиле, загинале и така натаму. Тоа е жалосно. Меѓутоа, тоа што е, ние мораме да работиме на тоа и понатаму. И така треба да се обучуваат луѓето. Но тоа е широка работа, треба да се прибираат сознание, да се следат работите, да се ангажираат многу луѓе, многу ресурси треба за да се тие работи спречат да се сведат барем на минимум. Така, тука правиме кратка пауза за реклами, но по кратката пауза ги отвараме темите за јавниот трети мир и Safe City. Останете на Алфа. Добро дојдовте назад. Следите за или против на Алфа. Вечерва во студиото мој соговорник е Миле Пешовски, поранешен началник на гранична полиција и инспектор. Господине Пешовски, сте биле инспектор за јавен ред и мир. Дали ќе почнеме од прашањето дали Македонија е безбедна држава? Па јас како преска што напоменав, значи во моето службување бев менуван на повеќе позиции, од кои една и во јавниот ред и мир. Прво работев во полициски станици, а потоа нели во текот на службувањето и како виш инспектор и главен инспектор во секторот за јавен ред и мир. Ова што рекоте за безбедноста, јас ценам дека безбедноста во Македонија е добра и дека не можеме да кажеме дека е најдобра и дека се е завршено. Значи, мораме во континуитет да преземеме сите потребни мерки кои што ни се една од основните задачи согласно Законот за внатрешни работи, Законот за полиција и другите подзаконски акти, што е пропишано, да работиме на одржување на јавниот ред и мир. Изминативе години имавме повеќе убиства на улиците, пресметки помеѓу криминални банди, Отарачиново, Грчец, се поврзано нели со некаков шверц, нелегална продажба на дрога и така натаму. Дали тоа во одреден период ја наруши безбедноста на државата? Со оглед на тоа дека за 2 до 3 години имавме 8 до 10 убиства, кои што беа откриени еве со последната акција за откривање на Беланоца, Барон, групата од Грчез и така натаму. Па видете, дали вакви дејани оствари ја нарушуваат безбедноста на државата? Вакви настани, вакви случаи, секако дека предизвикуваат вознемирување, непријатно чувство кај граѓаните. Страв по живот. Кога се работи за такви тешки кривични дела, значи кај што имаме веќе случаи со смртни последици, секако дека представува вознемиреност, страф од несигурност ствара и така натаму. Меѓутоа сметам дека Министерството за внатрешни работи
во континуитет презема соодветни мерки и таквите случаи ги расчистува, ги расветлува. Благовремено се превземаат мерки за да понатаму се превенира состојбата да не се случуваат такви настани. Меѓутоа, мораме да имаме во предвид дека криминалните банди секогаш се пред нас. Секогаш тие применуваат понови и софистицирани методи, а ние одиме по нив како да ги учиме нивните методи. Значи како да ги спречиме, како да ги откриеме во нивното действување. Што се однесува до оние истапи на деца кои што имаше инциденти со деца, по паркови. Тука не само полицијата што треба да работи на спречување, на превенирање на тие такви настани, а рековме она преска кога зборувавме за присуството на полицијата на теренот помеѓу граѓаните, тоа е многу важно прашање, еве сега доаѓаме на тоа. Значи, затоа што полицајците ги нема на терен, не се случуваат вакви работи, јас така би рекол. Значи, кога би имало полицајци како порано, нон-стоп да ги следат таквите состојби, ќе можат благовремено да бидат превенирани. А не да одиме да ги отстрануваме последиците откако ќе настанат. И би рекол дека не само полицијата да работи за спречување на ваквите настани. Тука треба и многу пошироко општеството да работи, почнувајќи од семејството како основна клетка на воспитување и формирање на личноста, па средината во која живеат, па училиштата и понатаму пошироко во целото општество, значи како да се воспитуваат тие деца, како да се однесуваат и така натаму. Да, кога зборуваме за полицијата на терен, доаѓаме и до условите во кои работат, со кои услови се соочуваат полициските службеници, особено тие на терен. Со години не беше набавена полициска униформа современа, за да може тие да ги извршуваат, нели, соодветно нивните работни задачи. Еве сега пропадна и последниот тендер од септември 2025 година. Комисијата за жалби најде некои замерки. МВР веројатно размислува како ќе продолжи или дали повторно ќе распишува тендер. Дали треба да се одвојат повеќе средства за ова, за полициските службеници во соодветни услови, да извршуваат соодветно и да добиваат повеќе задачи во нивната работа? Секако. Едно од најважните прашања, значи за успешно извршување на службените задачи, мора да биде и материјално-техничкото опремување на полицијата. Јас пак ќе напоменам, порано, додека бевме на работа, имаше, значи, постојано, редовно, униформи, облека, обувки и друга опрема која што е потребна за извршување на задачите, но потоа дојде еден период кај што се создаде вакуум простор кога се доведовме во состојба да полицајците немаат доволно униформа, немаат теренски чевли, па немаат и друга опрема која што им видовме треба. некои фотографии што беа објавени како одат во различна боја на униформи, без обувки и слично. И тоа е многу непријатно. И полицајците не можат да ги извршуваат задачите без соодветна техничка опрема. Мора да се планираат повеќе средства, значи, и мора да се следи развојот на технологијата, каква опрема и технологија треба да биде набавувана за поуспешно и поквалитетно обавување на работите и да се олесни начинот на остварување на целите на полицијата. Значи, ако не издвојуваме средства, ако не купуваме благовремено да ја опремуваме полицијата со соодветни средства, тогаш и успехот ќе биде сигурно намален и нема да ја постигнеме бараната цел. Тука доаѓаме и до интегритетот на полициските службеници, односно генерално на полицијата. Имавме изминативе години, особено 2024 е оној пик на напад на службени лица, полициски службени лица. Дали фактички контролата на полицијата, односно интегритетот кој што го ужива полицијата, придонесува за вакви инциденти, односно интегритетот што не го ужива? Па јас би рекол дека повеќе постои влија на сето ова, на ваквата состојба влијат севкупните состојби во општеството, но и сметам дека недоволната обученост на одредени полицајци
при извршување на службени действија, како што е зауставување на возило. Ние имаме случаеви кај што се обидуваат да ги згазат, некои го прегазиле и така натаму. За жал, да. Ние за време на нашето школување, затоа пак ќе кажувам, тоа училиште беше на вистина подготовка на професионални кадри. Ние имавме и теоретски и практична обука како се зауставува возило, како се легитимира лице при примената на властувањето, како се врши претрес, како се приведува лице и другите властувања. Така да сметам дека има и голем удел недоволната обука на одредени полицајци. Но се надевам дека во иднина со овој проблем ќе биде надминат со продолжување на работа на Средното училиште за внатрешни работи, кај што ќе се обучуваат кадри и ќе биде сосема поинаква состојбата. Но и треба да се воведе и системот на присуство на полицијата на терен, за да навистина ги следиме состојбите, да знаеме што се случува и врз основа на тоа да ги планираме нашите активности, да знаеме како да се поставиме. Така, Значи не е само да трчаме по последиците, ние мораме да работиме на превенција на криминалот, на криминалитетот. Мораме превентивно да делуваме. А со самото присуство ние веќе действуваме превентивно. Да, во насока на опремување на полицијата беа купени оние камери за сообраќајната полиција, кога прават контроли по улиците, нели, за почитување на сообраќајните правила и прописи. Во таа насока е и системот Safe City за казнување на граѓаните. Пред да навлеземе во темата Safe City, колку овие камери можат да помогнат во спречување, мислам на камерите што ги користеше сообраќајната полиција, за спречување на некои криминални дејанија, на инциденти како налик оние со децата и така натаму, или пак евентуално напад на службено лице? Да. Секако камерите што се користат е добра работа, значи според моја проценка и веројатно така и оценето и добро што се применуваат. Добро кажавте, значи прво сакаме да со тоа да се овозможи една објективност во работењето на полицијата, за да можат граѓаните да видат каква е постапката на полицајците, да не, пошто има многу случаи кај што граѓани поднесуваат преставки, поплаки, се жалат на постапката на полицајците. Значи, ова е еден вид на транспарентно работење на полицијата, кај што може јавноста веднаш да оцени дали полицајцот ги пречекорил властување, дали превзема службени действија кои што не се дозволени или дали професионално ја извршил задачата. А покрај тоа, значи и ќе се спрешат одредени инциденти. Значи имаме многу случаеви кај што при превземање на службени действија полицајците се нападнати, некои се и дури убиени, прегазени со возило и така натаму. Тоа се многу случаи кои што кажуваат дека навистина тоа ќе допринесе за благовремено откривање на таквите действија што се случуваат на терен. Така дојдовме до темата Safe City. Веќе 18-19 дена функционира во Скопје, Тетово, Куманово и коридорите 8 и 10. Овој систем е идеја, план уште пред околу деценија и пол. Требаше ли толку долго време да се чека за да биде имплементиран? Јас лично сметам дека не требало толку да се чека. Што побрзо да го воведевме то подобро. Меѓутоа, овој систем бара многу активности, многу средства и така натаму, за да и веројатно и затоа така бавно се тоа одвиваше. По моја лична оценка е дека овој систем е многу добар и треба сите да настојуваме, значи целото општество да го поддржиме, да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи, како и сите останати законски норми кои што се пропишани. Се со една единствена цел, се знае, значи да се подобри безбедноста, да се намали бројот на жртвите во сообраќајот. И овој систем сигурно ќе допринесе за подобрување на оваа состојба, што и веќе факт е дека
првите резултати и го покажуваат тоа. Така, бројките покажуваат намалување. Секако дека овој систем има своји позитивни страни, нели, како што ги набројуваме, кажуваме дека ќе се подобри безбедноста, ќе се намалат прекршоците и така натаму, но има и своји негативни страни, нели, нормално. Требаат огромни средства, тоа е огромен систем, огромни Да, средства за одржување, за тој подобрување, така. Еве, голем дел од камерите веројатно, бидејќи овој систем е почнат негде 50 на 12 години, голем дел од камерите се веројатно и застарени. Да, па беа обновувани. обновувани. Да, па сега се поставуваат нови камери кои што го имат зголемен опсег на фаќање по сензитивен реакција, по сензитивна реакција на таблиците да бидат снимени и така натаму. И сето тоа бара значи трошена средства, а и сето ова документација, сите овие податоци што ќе бидат собирани, бара е огромен ангажман на огромен број на службеници во министерството кои што ќе ги обработуваат и податоци и проследуваат до понатамошните надлежни служби. Така, планот е да биде имплементиран на цела Македонија, тоа ќе чини сигурно и многу повеќе. Да. Меѓутоа, нели сме на ставот државата дека треба да одвои пари за безбедноста на граѓаните, се со цел. Така е, мора да се одвојат пари за овој систем да се развива, дури и јас следам дека Министерството за дигитализација, како беше? Дигитална трансформација. Так. Работат на тоа, значи мора да работиме на тоа да се дигитализира целокупните активности во државата. На тој начин ќе спречиме и корупцијата, ќе спречиме многу недозволени однесувања, што впрочем и се покаже во одредени земји како многу позитивно. Например, да ги спомнеме Естонија, Грузија, кај што воведоа дигитален систем, каде што граѓаните имаат дигитален идентитет. И се многу лесно кога се конкурира за вработување, кога се однедени потребни на граѓаните, значи автоматски системот ги повлекува тие податоци што се потребни. Нема луѓе на шалтер кои што може да побараат мито за одредено службено дејствие или да го запише дека еве ти си наш припадник на нашата партија, па ќе ти завршиме работа и така натаму. Него системот тоа го работи сам и се спречуваат тие недозволени дејствија. Во таква насока и Safe City, така тврдат нели сите надлежни, дека пораката стига електронски и никој, баш апсолутно никој, без разлика дали е функционер или граѓанин со просечни примања, ќе биде избегнат или селектиран од системот. Па јас се надевам дека така ќе биде и така треба да биде. Значи, системот Safe City треба не само да ја подобри состојбата во безбедноста и регулирање на сообраќајот на патиштата, но да ја подобри и олесни работата на полицијата и во другите сегменти, во одржувањето на јавниот ред и мир. Кога имаме нарушување на јавниот ред и мир со помош на тие камери можеме да ги следиме сторителите кај се движат одредени групи и така натаму. Потоа кога гонат сторители на кривични дела, тие со возилата кога бегаат, исто така може лесно да се следат, се олеснува работата. Или кога се работи за украдени возила, исто така може преку овој систем да се види кај поминало возилото, во кое време и така натаму. Така да овој систем е многу значајен и треба да се осовременува, значи со текот на времето и да се ја постигне целта. Така, господине Миле Пешовски, ви благодарам за ова гостување на телевизија Алфа. Ми беше задоволство и се надевам се гледаме и во некоја следна прилика. Ви благодарам и јас на вас. Беше мене исто посебна чест и задоволство што ме повикавте после толку години да имам прилика да кажам од моето работење, моето искуство, сепак нешто да може да се искористи во позитивна смисла за постигнување на поголема безбедност во општеството. Така, почитувани, тука е крајот на ова издание на За или Против. Следното е утре вечер во студиото. Гостин на колешката Мери Симоновска е собранискиот спикер Африм Гаши. Не го пропуштајте и тоа издание. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.